Мртвородени деца вон матерична бременост и смртност кај мајките за време на породот зачестија за време на пандемијата, веројатно затоа што жените го намалија пристапот до медицински услуги. Ова го покажува новата глобална студија која, споредувајќи ги резултатите на бремените жени лани со претходните години, заклучува дека штетата од COVID-19 била уште поизразена во помалку богатите земји. Како COVID-19 влијае врз здравјето на родилките и новородените е тема на неделата на Слободна Европа. Од Прага, Гоце Атанасов. Мајката на Малик, кој е роден во март годинава, Хинд Шергин, открила дека е бремена за време на пандемијата лани. Веста е била кажана во јуни и иако тогаш првиот бран во британските случаи на COVID-19 беше минато, тоа беше време на вознемирено за жените кои беа загрижени за здравјето на нивните неродени бебиња. Шергин, која е мајка на 6-годишна ќерка и 9-годишен син, се најде во иста ситуација како и другите на кои им е потребна здравствена заштита. И беше речено да не прави непотребни посети на лекар или во болница, каде што се повеќе биле зафатени со справување со новиот коронавирус. Стравот од заразата и влијанието што може да го има пандемијата врз нејзиното бебе ја чуваше Шергин дома. И покрај мерките на предпазливост, таа сериозно се разболе во август. Дијагностицирана и била пневмонија, но по нејзината болест лекарот на Шергин и направи антиген тест кој потврди дека има COVID-19. Шергин помина неколку месеци грижејќи се дека вирусот може да влијае врз развојот на Малек. It's very, very stressful. And thinking I had pneumonia, even that, I was quite concerned about the baby's development. But when I found out later on that it was corona, it's just a huge, world that's really unknown. And it really pushed me over the edge. And I was so stressed out throughout the whole end of my pregnancy because of that. What if? По неколку скенирања, Шергин беше уверена дека нејзиното бебе се развива нормално, но фактот дека COVID-19 е нов вирус и малку се знаеше за неговите влијанија врз бремените жени или нивните бебиња, представуваа грижа и за лекарите и за жените за кои се грижеа. You're kind of, playing a lottery with this information. I didn't get tested again for antigens, but I did carry out the fear with me. Професорката Асма Калил, акушер од болницата Сент Џорџ во Лондон, е меѓу групата лекари кои го проучувале влијанието на вирусот врз жените и нивната бременост. We included more than 6 million pregnant women from 40 studies from 17 countries, and we compared the pregnancy outcomes during the COVID-19 pandemic with the period before the pandemic. Она што го открива извештајот е дека бројот на мртвородени деца се зголемил за скоро третина, а бројот на жени кои починале за време на бременоста исто така се зголемил за скоро третина. Бројот на жените на кои им требаше итен третман поради ектопична бременост беше 6 пати поголем за време на пандемијата отколку претходната година. Студијата објавена во медицинското списание Lancet исто така открива значително зголемување на бројот на жени кои страдаат од стрес и анксиозност. Прашањето што најмногу го поставуваат нејзините пациенти е дали треба да примат вакцина против COVID-19 и дали таа може штетно да влијае врз здравјето на бебето. It is true we don't have really robust safety data of giving the vaccine to pregnant women and whether it has any effect on the baby or not. But we know, particularly from the CDC data from the States, that there have been more than 20,000 pregnant women that received the COVID vaccine, and so far it has no red flags. Кога станува збор за вакцинацијата, Светската здравствена организација вели дека нема специфична причина за ризици и оти придобивките од вакцината за време на бременоста се поголеми од ризиците. Радосната вест дека ќе станат родители ја дознале за време на пандемијата со COVID-19. Од една страна среќа, но од друга страна загриженост и многу прашалници, вели Катерина Богдановска-Паневска, која наскоро треба да го донесе на свет своето прво дете. На почетокот на бременоста прележала и COVID. Стравот не е за себе, туку за се уште нероденото бебе, вели таа. Поради пандемијата, неколку родилки во земјава го загубија животот. Од Скопје, Пелагија Стојанчова.
Катерина Богдановска-Пановска и незиниот сопруг наскоро ќе станат родители. Веста за бременоста ја дознале за време на пандемијата со COVID-19. Бебето било планирано, но не и стравот со кој се соочиле поради пандемијата. Но освен позитивен тест за бременост, Катерина на почетокот на бременоста добила уште еден позитивен тест. Овој пат имала COVID-19. Бременоста си одеше супер, ама кога дознав дека сум малце поинакво е чувството со ковид позитивна. Вака, значи, немаше некои страшни симптоми, да кажам. Меѓутоа, чувството кога знаете дека сте заболени од некој вирус кој што коси низ цел свет, па и не е баш сеедно. Откако дознав дека сум бремена, значи ми беше страв да не се заразам, од смисла не заради себе, туку заради плодот, затоа што реално не се знаеше како стварно делува вирусот врз плодот, уствари. Некој страв посебен не, ама ете, се случи, се заразив и тоа не на работа, значи дома практично се заразив. Кога беше прогласена пандемијата, Катерина работела како медицинска сестра на хирургија ургентен центар и одблиску се соочувала со болеста. Но потоа со одлука на владата трудниците беа ослободени од работа. Во ковид центарот на клиниката за гинекологија од март лани до март годинава биле направени 1380 прегледи. 393 жени биле хоспитализирани, а 279 родилки породени. Од клиниката кон други здравствени установи биле префрлени 7 пациентки, а 4 жени го загубиле животот. Ова е ковид центарот на клиниката за гинекологија и акушерство. Тука се прегледуваат бремени со ковид, но и други жени позитивни на вирусот кои имаат потреба од гинеколошки и акушерски прегледи. Бремените со ковид истовремено се грижат за тоа како ќе се развива болеста во нивното тело, се грижат за своите најблиски, но најмногу за новиот живот кој се развива во нив, вели доктор Весна Чибишева. Тие ќе останат нашите херои, кои што во цела оваа пандемија ги охрабрувавме да бидат силни, соодветно да и се спротивстават на болеста, навреме да реагираат на симптоматологијата, навреме да побараат лекарска помош и ќе останат мајките кои што додека се бореа со болеста, на овој свет донесоа нов живот. А стравот е една сосема нормална реакција, една сосема нормална појава. Ние се соочуваме со нив, ние сме сите заедно во ова, сите здравствени работници, бремените жени заедно со нас, пациентките кои што ги породивме. Со бремените и родилките ги споделивме нивните најсрекни моменти, но за жал имаше и многу тажни, вели доктор Чипишева. Не можеме да ги заборавиме моментите во кои што ги испраќавме дома без никаква придружба од семејството, изолирани во возилата за итна медицинска помош, кога ги враќавме дома во празни домови, затоа што голем дел од членовите на нивното семејство беа хоспитализирани некаде по ковид центрите заради компликации од коронавирусот. Но најтажните моменти ни се кога заедно со нив тука во нашиот ковид центар моравме да споделуваме многу тажни информации, односно да ги споделуваме загубите на нивните најблиски, а во неколку навради загуби на сопружници. Катерина вели дека еднаш месечно оди на контроли и е задоволна од третманот на трудниците на клиниката за гинекологија. Имаат некаков си ред створено, значи од главниот влез се пуштаат едни пациенти, од спореден влез сме ние, трудниците, така да немаше. Ако има гужва, значи пред амбулантите чекаме ние надвор за да нема мешање, значи на многу жени. Така да окей, значи немам дури пофалби имам, се зачуди, морам да ви кажам. Доктор Чибишева вели дека бремените немаат зголемен ризик од заразување, но доколку тоа се случи, имаат други ризици. 2/3 од пациентките кои што се бремени и ќе се инфицираат со коронавирусот се асимптоматски. Меѓутоа, оние кои што ќе развијат клиничка слика со изразена симптоматологија, ја развиваат во тежок облик на болеста, имаат зголемен ризик од потреба од респираторна поддршка, односно приеми во единиците за интензивна нега и терапија. Здравствените власти препорачуваат бремените да доаѓаат на редовни контроли, да се заштитат и да избегнуваат групирање. И да знаат дека клиниката за гинекологија им нуди 24 часовна нега. Што се однесува до вакцинација на трудници на жени што дојат, се уште не постојат доволно научни докази на оваа тема, но сите релевантни здравствени здруженија препорачуваат вакцинација по личен избор, особено на оние од ризичните категории.
Тоа беше се во ова издание на темата на неделата. Следете не на slobodnaevropa.mk и на нашите социјални мрежи.